можам повеќе да зборувам за диагностицирањето на алергиите, отколку за терапијата. Бидејќи мојата работа е диагностиката, а клиничарите го даваат ефектот од терапијата. Алергиските заболувања се болести на модерното доба, на 21. век. Се појавуваат со развојот на технологијата, развојот на урбаниот живот, се јавуваат и новите болести. Алергиските реакции може да бидат од лесен степен, дури и смртоносни, од толку тежок степен. Затоа е многу битно нивното препознавање, нивното диагностицирање, за да имаме правилно лекување. Историјатот на алергиските реакции, како што реков, е модерното време. Се појавуваат првпат во 20. век, 1906 година ги препознал виенскиот педијатар Клеменс фон Биркет, кој што ги опишал како ненормална реакција на организмот, неспецифична реакција. По откованица на тие зборови, алос и ергон, е направен зборот алергија. Алергиската реакција е ненормална реакција на организмот, на имунолошкиот систем, да не ги препознава некои алергени и на нив многу бујно да реагира. Со тоа што кај другите луѓе не би се јавила таква реакција, него реакцијата би поминала неманифестно, незначајно, нема ни да се запримети. Додека кај атопичарите или луѓе склони кон алергии, најчесто плавите луѓе, се јавува тип на алергиски реакции, кои што може да бидат од различити типови и различно да се манифестираат. Алергиските заболувања се јавуваат кај 30% од населението. На стариот континент во Европа се многу почести отколку на другите континенти. Можеби заради развојот на технологијата, заради пренаселеноста, тие би биле презагаденоста на воздухот, пренатрупаноста во градовите, тие би биле почести. Секој трет или четврт македонец, би страдал од алергиските реакции. Како што напомнав, многу е битно диагностицирањето, бидејќи многу луѓе не знаат на што се алергични, не се знае точната диагноза и не може точно да се лекува. Кај многу луѓе се поставуваат и други проблеми, квалитетот на живот е многу потежок, затоа викам подобро е да се знае точната диагноза, за да се избегнат причинителите, да се подобри комплијансата, квалитетот на животот, да се избегне отсуството од работа, абсентизамот од училишните клупи. Сето тоа се пари кои што се трошат и на лекувањето и на отсуството од работа. Пак ќе напомнам, брзата и точна диагноза веќе е половина од самото лекување. Кај нас се работат и кожните тестови и кутаните тестови. Овде кај мене се работат серолошките тестови и сега не значи дека јас би ги преферирала нив, ќе кажам нивните предности. Серолошките тестови обезбедуваат точен резултат, брз резултат и удобност на самиот пациент. Само со едно земање на крв го имаат резултатот. За изработка на овие тестови не мора пациентот да биде здрав. Може да биде и во фаза на болест. Додека за кутаните тестови мора да биде здрав. Затоа што во фаза на болест не може да се направи, кожата мора да биде здрава. Друго, предноста на овие тестови е што се работат кај сите возрастни групи, нема ризик за пациентот, од најмалата возраст до најстарата и за бремените жени може да се користат, бидејќи не се работат на човек, него се вади крв и се обработува крвта. Не даваат анафилакса, нема ризик за самиот пациент, не даваат лажно позитивни резултати, демек емотивен е пациентот, па хистаминската реакција ќе покаже лажно позитивен резултат.
Големи се нивните предности, пак ќе речам, тие се за удобен и квалитетен живот, лесно диагностицирање на самата болест. Следено годините уназад, значи овде алерготестови се работат од 2005 година во клиничка болница Битола. Следено наваму се зголемува бројот на диагностицирани, а исто така со тоа се покажува дека има и преваленса. Расти бројот на алергиските заболувања кај нашето население, на овој регион. Со тоа што за овие испитувања кон овој регион гравитира цел југозападен регион, па и пошироко доаѓаат луѓето. Во овој период, кога се алергиите, 80% од прегледите се однесуваат на алергиските заболувања. Тоа е голема бројка. А инакум, како што спомнав, третина од населението боледуваат од алергиски реакции. Сега некои боледуваат од сезонски алергиски реакции, некои боледуваат од целогодишни. Али пикот во главном сега на испитувањата е повеќе во овој период и луѓето доаѓаат најчесто заради алергиските реакции. Многу е битно да се разликува настинка од алергиска реакција. Многу е битно точно да се лекува алергиската реакција, за да не доведе до влошување на болеста, да не доведе преминување од едно во друго заболување, поминувањето во астма. Значи, алергиските реакции на дишните органи, конјуктивитите, ринитите, ако неправилно се лекуваат, може да слегуваат подолу и да доведат до заболувањето астма. Многу е битна едукацијата на населението, за да знае што значат алергиските реакции. Тоа не е за самоволно да се лекуваат, него да бидат информирани како треба да се постапува и како да се лекуваат. Јапонските научници истражувале во нивната болница, Осота, и докажале дека бакнувањето, долгото бакнување, го намалува степенот на алергиските реакции. Кој е заклучокот? Ослободувањето на хистаминот, значи, дали ќе биде бакнување или ќе биде некоја спортска активност каде што ќе се исфрлат емоции и стресот, каде што ќе се исфрли хистаминот, ќе се намали степенот на алергиската реакција. Затоа младите нека се бакнуваат.